На семејството Масовски од Раотинце, општина Егуновце, од излевањето на Вардар поплавени им 20 декари земјоделска обработлива површина. Засаденото им е уништено, но и останатото поле е планирано за пролетна сеидба која плива под вода. Годинава не ќе може да се обработува. Али треба да се ора, сега не може да се влезе да се ора, уште 2 месеца не може да се влезе. Оваа година е више на нула. Сите земјоделски производи? Па да сите, после сам може после ќе фати сушата. Надојдените води на Вардар ја поплавија речиси целата обработлива површина во Раотинце, каде водата навлези во дворовите и куќите, но и патиштата пливаат во вода. Во општина Егуновце поплавени се ниви и куќи во селата Копанце, Сиричино и Туденце. Мештаните велат дека секоја втора година Вардар се излева затоа што коритото на реката властите се уште го немаат регулирано, проект на кој се чека 2 децени, но владата никако додобри пари за негова реализација. Со 3 километра регулација би било без никаков проблем, значи. Би спиеле мирно луѓите, не би се нервирале. Значи лоша работа. Има посејано пченица, репа, значи пластениците се исто поплавени, подром има во куќите во вода, дворовите, еве патот може да се веќе поплавен. Значи голема штета моментално направи Вардар ова година. Какви мерки ќе се презема за да се ублажат штетите? Значи први ќе чекаме спадне водата. Значи со граничарникот сме носов во контакт. Ќе се прати багер кај што се некритичните места, кај што извага, ќе се направи насипи таму, ќе се ископа. За други години немаме проблеми. Синоќа исто со граничарникот до 1 сат бевме на терен, ја следиме ситуацијата. Има едно 5-6 години. Ветува дека ќе коритото дека оправат, ама од тоа ништо нема. Од општина Егуновце велат дека е намалено производството на струја во хидроцентралата Вруток, се со цел да се намали високиот водостој на Вардар. Истакнаа дека во координација и соработка со Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување ќе преземат мерки за заштита на домовите и нивите од надојдените води на Вардар. Моментално сме на терен со организирање на поставување на вречи и ангажирање на механизација во приликите кај што може да интервенира. Топењето на снегот и врнежите од дожд предизвика изливање на Вардар во горниот дел во Гостиварско Форино и во Тетовска Стримница, а се излие горниот тек од реките Црна и Треска. Покачени се водостоите на речиси сите површински води во Македонија. Во следните 24 часа најавени се нови врнежи, од 10 до 15 литри на метар квадратен на планините Корап и Шар планина, од каде дополнително со топењето на снегот се очекува зголемување на притоките кои се влеваат во Вардар. Ваквата состојба, предупредуваат од УХМР, може да предизвика излевање на реки во други места во Западна Македонија и да остави цели земјоделски семејства без екзистенција, како Масовски од Раотинце, на кое надојдените води не му оставија ниту 5 обработлива површина.